Убав и среќен ден нека е со Аирлија. Секогаш позитивни, насмеани, ведри и расположени. Тоа е дефиницијата за успешен и среќен живот. Голем поздрав од нашата екипа Вкусот на традицијата, токму од етнокомплексот Златно буре Кучково, каде што тука сите заедно си ги подготвуваме емисиите Вкусот на традицијата и убавите рецепти само за вас. Драги гледачи, за денешната емисија одлучив да ви презентирам една многу интересна, ефтина, брза, сладка, вкусна, значи брза кафе торта. Мераци, значи знаете, и ова се што има потребни состојки, сите ги имате дома, а се прави за минутка, што се вели. Многу брзо, многу едноставно. За да ја направите оваа брза кафе торта, вас ќе ви бидат потребни 3 јајца, 150 грама шеќер, 150 грама брашно, едно пакетче прашок за печиво, 70 милилитри млеко, 70 милилитри Нескафе, значи отприлика една рамна лажичка Нескафе со вода растворена, 70 грама путер и малку масло за да се намасти тепсијата. Користете 24 или 26 тавче број. Ке ви треба миксер за ова и ке ви треба исто така едно тавченце каде што ќе се стопи путерот, чоколадото и млекото заедно. Или путерот и чоколадот и малку масленце, може и малку кафенце. Значи да преминеме сега на работа. Ќе ги скршам 3 јајца. И ќе матам со миксерот се додека не обели смесата и не стане густа, хомогена каша. Така, со шеќерот заедно. 150 грама шеќер. И почнувам да матам. Еве, веќе ми е на самиот крај. Готово е. Погледнете колку убава смеса добивме. Ете така. Одлично. Повеќе нема да ни треба миксерот. Ќе го ставам, а додека ги редам другите потребни состојки, на загреана рингла ќе го ставам чоколадото, значи 50 грама чоколадо со 70 грама путер и ќе ставам малку од млекото и малку од кафенцето, колку да не загори. И откако ќе се стопи, ќе го оставам неколку минути да се подизлади, да не го ставам врело во тестото, да не го пресечам. Само што ќе почне да се топи, можам да исклучам значи ринглата и да го оставам да си се стопи. Јас ќе го исклучам ова. И ова се ќе се спои.
по една убава кремаста смеса, која подоцна ќе ја ставам во тестото за колачот. Како убаво мириса комбинацијата на Нескафе и чоколадо. Значи, еве го, готово е. Убаво, значи, да се спојат сите состојки. Го оставам малку да се излади. Затоа што е во широк сат, то веднаш ќе се излади. Во меѓувреме го ставам остатокот од Нескафето во тестото, млекото, прашокот за печиво и ќе го промешам сето ова. Како мириса! Прекрасно нешто. Сега го додавам брашното. Значи се е измерено претходно, само редете. Така. И ова го промешувам. Да се растопи убаво. Брашното да се раствори, да нема грудчиња. Веќе е супер, но сега што треба да проверам, да видам докаде другата смеса. Може веќе да ја ставам. Ете, не треба многу за да се излади. Убаво ќе ја соберам целата течност. Да не ми остане. Што помалку да остане. Одлично. Сега промешувам. И еве, смесата ни е потполно готова и подготвена да оди во тавчето, а редната на 200 степени. Вклучена. Кога ќе почне веќе да фаќа кора, намалувате на 180 и едно 40 на минути нека си се пече. Погледнете како е ова. Леле, убавина, видете. Погледнете колку е ова убаво. Леле, колку е добра. Многу е добра. Многу. Сега ќе ставам масло на хартијата за печење и на страните. Добро. Така и по крајчињата. За да не се залепи. Редната е веќе вклучена. Ете така. Леле, од кога не сум правела ваков колач со кафе и чоколадо. Еве. И повеќе од убаво е ова. Повеќе од убаво.
Еве, видовте колку време е потребно да се направи овој колач. Ми се смеат, ама многу ми е убаво. Одам во кујната да го испечам, да си го расчистам нередот и со вас се гледаме, драги гледачи, кога ќе го поставам на трпезата и ќе го искомбинирам со некоја чашка на македонско бело вино, а и одлично одговари баш со чаша Нескафе, со добро друштво, со добри пријатели. Се гледаме на трпезата, останете со вкусот на традицијата. Прекрасен колач или како се нарекува брза кафе торта, јас сакам да ја споделам со мојата драга пријателка, тетка Љубица од Прилеп, која што ни дојде за вкусот на традицијата, како што ти направи за нас толку прекрасни, убави кифли, гурмантава, така јас сакав за тебе да направам едни прекрасни колачиња кои што многу ќе им се допадне на сите твои од твоето семејство. И да ги пробаш, тетка Љубица, и благодарам што навистина од Прилеп ни дојде директно. И благодарам Андријана баш за овај збор, што го рече, ќе го споделам за со мене. Така е, затоа што ние си делиме се заедно. Ти благодарам. Повели да ги пробаш, ти благодарам. да видиме како ќе се бендисаат. Ти благодарам за твоите мисли, што ги мислиш на мене и јас на тебе. Секогаш убави, пристојни и баш како што треба. Ти благодарам многу. Јас уживам секогаш кога сум во твоето друштво. Сите уживаат и ми се чини нема човек што не ужива во својата традиција. Нема човек што ужива да си касни, да си пивни со своја пријател, другал сработник. Ете така, Дали точно. има човек што не е задоволен со такво нешто? Алау да ти е на думиве. Да, алау да ти е. Јас мислам секој човек е задоволен кога на масата и има и јадење и на масата седи човек што го сака. Ете така, ајде. Срце моје, пробај сега од овие колачиња. Нешто прекрасно знам. Топат во уша. Да. Значи, Како не може да биде убави? буквално се топат во устата. И знаеш колку брзо се прават? Еве ти идеја внуците кога ќе ти побарат нешто сладко што да направиш. Рецептата ја имаме и навистина се превкусни. Драги мои, знаете ли како велат што е најдобар пријател? Најдобар пријател е оној што кога ќе го поканите, ќе ви дојде. Но во добрите денови, но во лошите денови кога ќе ви дојде и кога не е поканет. Ете, тоа е вистински пријател. За нашето вистинско пријателство, тетка Љубица, да наздравиме. Поздрав до сите прилепчани и сите македонци, каде и да се посветат. Наздрав!